за кое што ќе зборуваме, а тоа се 5 опасни саботирачки мисли кои што те држат онамо каде што си и не расте бизнисот онаку како што ти размислуваш или очекуваш. И денеска ќе биде доста интересно. Имаме 5 плюс 2 бонус ќе ти дадам, како и секогаш. Тоа се 7, кои што сметам дека се најважни. Како и секогаш ќе те предупредам, знам дека времето поминува брзо, знам дека сето ова ќе ти звучи познато или интересно, или можеби со нешто ќе се согласиш, со нешто нема. И тоа ми е сосема во ред, но земи овај лист и пенкало, запишувај ги пред себе и дома кој ќе дојдеш преиспитување, или дома кој ќе дојдеш, можеби дома си, небитно, но издвој време и седни да размислиш, или како што велат англичаните deep work, што значи длабок поглед или длабока работа, а тоа значи исклучи телефони, исклучи нотификации, исклучи све заебанци и посвети се сам со себе. Оти денес можеби и ќе биде еден од најважните видеа, можеби ќе биде едно од најважните видеа кои што до сега си ги гледал и се разбира доколку е така, пиши порака, прати, за да знаеме дека се ова што го работиме има смисла. Океј, во интересна време стартуваме, така да не чекаме премногу. Првата и најосновна кој што ја гледам во скоро секој човек е можам се сам. Мене не ми треба никој, јас можам се. И ако нешто можам да кажам дека слободно или буквално ме саботирало половина живот, буквално е оваа помисла, јас можам сам, мене не ми треба никој и буквално, нели, какви ти се мислите, такво ти е однесувањето, такви ти се и делата, што значи, што вели Дедо Боже, ако сакаш сам, утепај се крши глава, шом не тражиш помош, шом тебе не ти треба никој, и изволте, еве работи што мислиш, што сакаш прави. Значи, тоа што го сакаме, најчесто или во 100% случаи го добиваме, само поентата е што ние не размислуваме на свесно ниво што навистина размислуваме, а што реално очекуваме. Во минатото, Александар, како што зборував у претходното видео, започна својот бизнис започна сам да заработува за парче леп од 13 години. И за брзо време почна да заработува смешни пари, но му сосема доволни во животот. Понатаму започна собствен бизнис, од прв ден бев со пари. И ако погледнеш наназад, половина живот, можем да кажем слободно, ајде, голем дел од животот, буквално секогаш заработувам сам, секогаш сум се трудел сам. И логично е што ми се наметнала таа идеја во глава дека можам се сам, дека мене не ми треба никој. И најчесто и така е. Имаш вработени, не знаеш да ги ангажираш. Имаш луѓе кои што сакаат да ти помогнат, но ти не бараш помош. Што значи, една работа е важна, а тоа е дека во животот, ама баш ништо не можеме да направиме сами, односно можеме да направиме до некаде, до некој ниво, а за да се искачиме на повисоко ниво, бога ми самите не можеме ништо да направиме, затоа што поентата е следна, а тоа е дека ние самите не сме свесни за нити што размислуваме, нити што зборуваме. За да успееме или да се развиваме, нас ни треба огледало или нас ни треба фидбек. Зошто велам огледало? Затоа што замисли да живееш живот без огледало, за себе мислиш дека знаеш се, за себе мислиш дека си најубав, за себе мислиш дека си најпаметен, за себе имаш супер тим на најдобри мисли, ама да се чудиш резултатите не се баш такви или не зборуваат дека тоа си во право. Што значи, кога соработуваш со ментор, кога соработуваш со некој човек кој што ти дава фидбек, а на мастермен тренинзите тоа редовно го правиме, ги охрабруваме и работодавците, односно собствениците, предприемачите да даваат фидбек на своите вработени, но и да добијат фидбек од самите вработени, овој пат без предрасуди, без размислување дали некој ќе ги свати поинаку, дали погрешно ќе ги свати, дали им префарла, дали има некоја скриена намера, затоа што се работи за техника, а секоја техника се вежба, а тоа е буквално едноставно од неколку чекори за да можеш точно да кажеш што ти сметаш, што мислиш, што сметаш дека треба да биде подобро. И овој пат кога ќе добиваме информации од околината, ние за прв пат стануваме свесни што знаеме, што мислиме дека знаеме, што знаеме а работиме, што знаеме а не работиме. Значи, стануваме свесни за многу работи кои што и не ги знаеме или ги знаеме, а не ги работиме. Исто, она што е важно го гледам кај луѓето кои што имаат доминантна карактерна особина. Што сакам да кажам, немам време денес да зборувам за типови на личности и карактерни особини,
No jedno je sigurno, a to je дека како што јас не бирам во која држава ќе се родам, кај кои родители ќе се родам или не знам, буквално едноставно нели доаѓаме наивни, невини на овој свет. Буквално секој еден човек се раѓа идентично, а тоа значи дека ние како луѓе, како предприемачи, најпрво мора да знаеме која карактерна особина ја имаме ние, а подоцна кој се го сочинува нашиот тим. Мора да знаеме за карактерните особини на нашите клиенти, нашите добавувачи, оти колку подобро се разбираме самите себе, толку подобро ги разбираме и нив. Од тука знаеме дека постојат различни типови на луѓе, дека она што го разбираш ти и што го гледаш за себе, она што мислиш ти дека ти се подразбира, дека ти е јасно и очекуваш дека сите така размислуваат, за жал не е баш така. Оти имаме 4 главни типа со нивна модификација 16, односно 32, што значи дека многу лесно во твојот тим имаш различни луѓе и од тука дека можеби едно зборуваш, но луѓето друго разбираат. Можеби ти сакаш нешто, тебе те мотивира, нив сосема нешто друго. Можеби ти имаш своји причини зошто и како треба да работиш, по кој темпо, како сакаш да се одвива својот бизнис, како очекуваш другите луѓе тоа да го прават, но прашањето е дали е тоа природна средина за нив и дали едноставно тоа тие го сакаат, затоа што многу лесно правиме превид и на крајот имаме каша попара буквално. Зошто е важно исто карактерните особини? Затоа што имаме луѓе кои што се доминантни, кај што ги забележувам овие мисли, а тоа е јас можам се сам, мене не ми треба никој, и на крајот овие луѓе одлично добиваат резултати, овие луѓе одлично го скалираат нивниот бизнис, но овие луѓе имаат проблем со преголемо его, а тоа значи дека никогаш не успеваат да направат тим. Што во превод би значело, овие се волци самотњаци, односно луѓе кои што работаат сами со себе, се надпреваруваат со околината и мислат дека луѓето го перципираат светот околу нив, начинот на работа, бизнис, на начин на кој што тие го гледаат светот. Што значи, многу лесно доаѓаме до заклучок дека не секогаш ние сме во право за сите работи, не секогаш нашата одлука е најдобра, не секогаш луѓето од околу нас се во грешка, само поентата е како тој јас да го препознаеме и да видиме што другите луѓе сакаат. Имаме луѓе исто кои се аналитичари, тие 5 пати би мереле пред да донесат одлука или да сечат, сакаат да ги знаат сите работи однапред, сакаат да работат во затворена просторија, сакаат да се надпреваруваат со себе, не сакаат галама, не сакаат луѓе, комуникацијата не им е здрава страна и не им е јака страна. Што значи, ако не знаеш ти кој се ти е во тимот, кој ти е клиент, кој ти е деловен партнер во смисла на карактерни особини, а мислиш дека сите луѓе треба да гледаат на начин на кој што ти го доживуваш светот, буквално ова да кажам предрасуда или верување јас можам се сам, едноставно те саботира и не можеш да успееш. Бога ми во животов се изнагледав луѓе кои што самите знаат да продаваат куп работи, самите знаат да програмираат, да цртаат, да творат, да работаат невитно што, но имаат проблем што ова знаење не знаат и не можат да го пренесат на другите луѓе, немаат трпение со други луѓе, све подразбираат здраво за готово, дека тие можат и ги сметаат за мрзеливи, немотивирани, дека не се трудат доволно, што значи повторно доаѓаме до заклучок дека погледот на кој што го гледаш ти светот и работите околу тебе не секогаш се исти, и затоа ова изјава, ова верување јас можам се сам ќе те донесе до можеби 50, 60, 100.000 евра, но за да имаш сериозен бизнис, за да изградиш тим, за да имаш слободно време, за да можеш да се мултиплицираш, едноставно 100% ти тврдам дека нема шанса. Следна работа. Буквално идентични ваков тип на луѓе имам и на Mastermind, односно секако дека тоа се луѓе кои што се амбициозни, сакаат да постигнуваат, но проблемот е што се дрски во комуникација. Она што го мисли на глава веднаш го трупа, на тој начин создаваат проблеми уште поголеми, раздор во луѓето, раздор во тимот, луѓето едноставно губат смисла, во смисла ова не се издржува, што му е се неблагодарен, се незахвален, што му е јас толку време се трудам, се живо работам, ама овој се не е незадоволен, што значи ако ти не знаеш која карактерна особина ја имаш, ако ти не знаеш кои ти се предности и недостатоци, јас ти гарантирам дека не можеш сам да успееш како и никој на светот.
Следна работа, рековме дека имаме луѓе кои што се аналитичари. Овие се супер сам со себе да работи, да швајцуе, да програмира, да куца, сметководство за јапанци и ово она, не велам дека тоа е нешто лошо, но проблемот е што не знаат да зборат со луѓе. Или ги обегнуваат, не сакаат да зборуваат, се мислат дека луѓето едноставно не ги разбираат, мислат дека тоа се подразбира онако прати мејл или ако каже на порака, дека луѓето ќе разберат, но проблемот е едноставен. Се додека ти не сватиш дека комуникацијата ти е слабост и мора да ја унапредиш, едноставно ќе се вртиш во круг. Имаме и луѓе кои што едноставно сакаат забава, сакаат да се дружат, но што е проблемот со нив? Едноставно завараваат што им е клучот на денот, а клучот на денот е денеска нешто да уловиш или да продадеш, што ќе однесеш дома, тоа ќе јадеш, а тоа најчесто таквите луѓе се во продажба. Се му кажа, еве се му објасни, еве и фактура, еве и понуда, сега и ова, да ги спуштиме цените, дај уште еден вработен, дај ми уште една кола, хаос, мајче мој. Хаос, и ако ти не знаеш зошто овие луѓе едноставно размислуваат и се однесуваат така, дека е тоа сосема нормална перцепција од негова страна, и ти да седнеш јасно преку коучинг, да го средуваш ова сето и да му дишиш у врат, да има контрола, да има извештај, да има рута на движење, план на активности, буквално имаш забава. А едноставно овие луѓе ќе ти велат, еве сега од утре почнуваме, сега ќе ова нарачај ти колку сакаш, сега ова ќе биде, сега и ова нарачај донеси, ова ќе има, тоа ќе има, значи авиони, камиони, хеликоптери, чуда, ветување колку сакаш, а подоцна кога ќе промине времето, едноставно прашај ги што направи пиле, па овој не ми се јавува, овој не ми дига телефон, овој ме одбегнува, овој не, овој сака, овој се премисли. Значи, мајче моја, ако не знаеш ти за како размислуваат луѓето, во која група се делат, буквално си наивен и времето ти поминува. Можам, ја се сам можам. Епа, овој Александар денес што зборува пред тебе, буквално ја имаше истата таа мисла, дека мене не ми треба никој, доста ми е ова, доста ми е тоа. Се додека не сватив дека можеби јас имам знаење, можеби јас знам како, но проблемот е што природно е кај секој еден човек од нас да крене рака и да бара помош, но ние забораваме, односно бараме помош кога за жал е доцна или односно кога човек и да сака не може да ни помогне. Значи, секое Божјо дете кое што се раѓа денес на свет, прва задача му е да заплаче, а втора задача му е да вришти, да пишти, а што значи тоа ако не да побара помош, некој да му даде храна, некој да го затопли, некој да го гушне, некој да му даде подршка, што значи во нашата ДНК, во нашиот крв имаме основна човекова потреба, а тоа е да бараме помош. Секој еден човек, ако не бара помош, тоа само значи дека едноставно е арогантен, се само преценил и нема да напредува. Ова е дефинитивно. Втора саботажа, кога ќе имам повеќе работа, ќе вработам. Кога ќе имам повеќе време, ќе почнем со промени. Кога ќе имам повеќе промет, ќе купам објект. Кога ќе имам повеќе време, ќе се бавам со состаноци. Кога ќе имаме повеќе работа, ќе покачам плати. Кога ќе, значи, заборави секоја Божја реченица која што почнува со кога ќе, едноставно не функционира, се залажуваш, само така мислиш. Јас ти гарантирам, седни, замисли, размисли. Секогаш кога си помислил кога ќе, дали завршило со успех или завршило со неуспех и колку време ја повторуваш оваа Божја реченица. Не знам колку од примери можам да ти наброја, но ќе ти дадам еден пример обратно, да видиш само како еден на мастермајнд човек од Битола, нема да му спомнам име, не е битно, нема смисла, еден човек како ја проведе формулата за својот бизнис и буквално во еден месец ја дуплираше цела годишна не добивка, се извинувам, туку цел годишен промет го направи само во еден месец. Он си размислуваше на следен начин. Јас кога ќе имам пари, тогаш ќе почнам да давам бонуси. Ја кога ќе имам време, ќе се запишам на мастермајнд. Јас кога ќе имам време, ќе правам системи. Јас кога ќе имам време, ќе вработам овај пари, ќе вработам уште куп луѓе. Го слушам, човече, бе, седнеме да направиме разговор. Ајде да одиме ред по ред, чекор по чекор, да видиме што се зборуваш. Кога ќе ова, тогаш ќе имам тоа. Кога ќе ова, тогаш ќе ова. Моето едноставно прашање е како едноставно се одлучи да имаш деца
кога во тој момент ти едноставно си немал средства, едноставно нити за струја, нити за кирија, како што ми кажуваше претходно. Седна човекот, размисли, вика Александар, па управо си. Ако би требало јас да донесам одлука да имаме дете, кога ќе имам пари, тоа сигурно не би се случило никогаш, затоа што кога добив дете, тогаш добив мотивација да почнам да работам повеќе, да качувам цени и се останат. Одиме уште чекор понатаму, знаете до која мисла дојде, до која сознание самиот. Вели, кога има второ дете, исто почнав да се плашим. Ако сега инвестирам, дали ќе можам јас да го прехранам детето, дали ќе имам време да го растам како што треба, дали ќе имам за гардероба, дали ќе имам за ова. Оти претходно кредити, чуда, ово, човекот градил бизнис и инвестира кој секој нормален друг. Значи, овие мисли се сосема нормални, но слушни го одговорот. Кога доби второ, трето дете, работата ми почна да ми оди пати 2, вика. Кога добив трето дете, четврто дете, 4 има човекот, истата мисла, истата саботажа, истото, вика. Само што ми соопшти сопругата дека имам четврто дете, вика, нозеви ми се пресекоја. Дали да се радувам или да плачам, вика. Објекти, работени, има работа, нема работа, ми врие глава, вика. Мене првата помисла се израдува, втората мисла повторно. Како ќе имам можност да го платиме, како ќе можеме да му удоволиме се што треба, па четврто е, па не едно. И која е поентата? Па поентата е повторно неговиот бизнес отишол на следно ниво, затоа што добил мотивација. Па му викам, добро човече, ако си ова функционира во еден дел од животот, зошто мислиш дека истиот образец не функционира насекаде во животот? Значи, ние луѓе правиме купус у самиот бизнис, само експериментираме, пробуваме, нешто фантазираме, а реалноста е всушност дека бизнисот е многу едноставен. Ако се сватиш самиот кој си, што си, како носиш одлуки, погледнеш у минатото, гледаш што функционирало, оди една изјава која што сега ќе ти ја дадам е 100% точна, а тоа е како правиш една работа, така ги правиш сите работи. Ако си ти човек кој што касни на состанок, ти касниш сегде, пријатело мој. Ако ти касниш со фактури, ти касниш сегде, брате мој. Ако ти едноставно голташ и не споделуваш со луѓето вистина, ти голташ секаде, пријателе мој. Ако ти едноставно ги пикаш проблемите под тепих, ти и дома пикаш проблеми под тепих, и у бизнис, значи сите исти работи ги правиме секаде. Затоа, едно верување менуваш, секаде имаш подобрување. Што направивме со овој човек? Дај да направиме анализа да видиме како си донел тогаш одлука, како си се чувствувал, дај да направиме патека, дај да ми мине предвидливост. Буквално едноставно ги запишуваш сите проблеми, запишуваш сите чувства кои што си ги имал пријатни и непријатни, се сеќаваш како си размислувал, што значи правиш предвидлива патека. Јасно ти е дека на прв момент ти е страх, јасно ти е дека си загрижен, јасно ти е дека си блокиран, јасно ти е дека си во неизвестност, јасно ти е едноставно дека си затечен, ама тоа е причината зошто ќе одиш напред или ќе стагнираш. Истиот тој образец, наместен, запишан, јасно предвидлив, ај сега вработај двајца, бам вработи. Ајде сега ги дуплира цените. Значи, драг мој пријател, не е проблем у бизнисот, не е проблем у конкуренција. Проблемот е во ликот кој што секое утро и вечер го гледаме во огледало, додека миеме заби, ако миеме заби. Рот факер, о, какво име имаш. Поздрав, Рот. Сега ти го прочитам име. Што и да, значи, не знам дали... Добар си. Океј, одиме трета работа, луѓето се неодговорни. Запиши изјава. Се што мислам за другите, мислам за себе. Што ова значи? Кога ќе ми каже некој, луѓето се неодговорни, луѓето се недисциплинирани, луѓето се немотивирани, луѓето се... Знаете ли што јас размислувам и што слушам од другата страна? Александар, јас сум неодговорен, јас сум недисциплиниран, јас сум немотивиран, јас сум мрзелив. Значи, секоја Божја реченица, која или мисла која ќе ти се појави, а мислиш дека се однесува за некој друг, 100% ти гарантирам, тоа е до тебе. Зошто? Многу едноставно. Имаш компјутер? Имаш. Имаш телефон? Имаш.
што имаш у хард дискот од компјутерот, што имаш у мемориската картичка од овој телефон. Ако ме имаш мене тамо кај пливам, ќе ја најдеш таа слика и ти ќе можеш да ја видиш. Ако ме нема мене тамо у твојот телефон, ти не можеш да ја видиш. Значи, што ти имаш у оваа мемориска картичка, што ти имаш у овој хард диск, тоа го гледаш, тоа го мислиш, тоа го зборуваш. Значи, ако човече ти си недисциплиниран, ти мислиш дека луѓето се недисциплинирани. Ако ти си не платиша, ти мислиш дека луѓето едноставно бараат рати и не плаќаат. Ако ти не си човек со интегритет, ти мислиш дека сите луѓе се такви. Уште еднаш ќе ти кажам, каков си ти, таков ти е тимот, таков ти е клиент, такви ти се клиентите. Ти се менуваш, се околу тебе се менува, ти гарантирам, немој да ме прашаш, знам до овде сум бил и у домови, и у проблеми, и има клиенти, нема клиенти, па ќе седнем да размислам, кај го најдов овој да го гураш на работа. Значи у периодот јас сум бил мрзелив. Има некој не прима совет, ти му објаснуваш планови, правиме чуда, тој тера по него. Што значи? Па јас сум бил таков у тој момент, па таков клиент ми се појавил. Значи не е проблемот до клиентите и до другите луѓе, туку ти што си, тоа ти се и клиентите. Јас кога должев, луѓето ми должеа. Јас кога едноставно не бев мотивиран, луѓето околу мене беа немотивирани. Јас едноставно кога мислев дека сум најпаметен, добивав најпаметни клиенти. Сваќаш ли колку едноставно и дека не треба ти никого да менуваш, туку треба овде да го смениш, односно да скенираш секој ден, секој момент, каква мисла ти доаѓа, какво чувство ти доаѓа и да се слушаш што зборуваш. Оти се што зборуваш е за тебе и ако нешто научив од изминативе години, а јас кога им велам на другите луѓе, кога имаме тренинзи, обуки, без разлика, дека јас највеќе учам од нив, они обично не ме веруваат, абе како Александар ти учиш од нас, ние плаќаме да не научиш, да ни помогнеш ти учиш од нас. Обично не веруваат. Реалноста е следна. Се што јас сега ти зборувам во овој момент, мене овде ми звони. Ако јас нешто не правам од ова што зборувам, јас имам грижа на совест и таа грижа на совест одма овде дава аларм. Одма ја не сум човек без чувства и без осет. Одма ја кога давам препорака на другого му солам памет, одма ми врти мисла, а ти бе Александар го правиш ли ова? А ти бе Александар имаш ли ова? А ти бе Александар го можеш ли ова? А ти бе Александар правиш ли така? Да не ова е изјава за тебе. Тоа, драг мој пријател, е сосема нормално и се вика свесност и преиспитување. Значи, не е точно дека луѓето не се одговорни, треба некој да им додели одговорност. Не е луѓето проблем дека се недисциплинирани, туку некој треба да им направи планирање на работно место. Не е точно дека луѓето, ако не ги контролираш дека ќе сгрешат, туку некој треба да им ги објасни чекорите. Не е точно дека луѓето се немотивирани, туку луѓето се мотивирани, туку прашањето е дали ти си мотивиран или едноставно дигна раце од бизнисот, од животот, од клиентите, од луѓето, можеби само едноставно си влегол во фаза или во период на презаситување и тоа е сосема нормално и у брак се случува, нели? Првата година, 2 леташ во облаци, после све нешто ти смета, исто е, брати мои, у бизнисот твој кој си го одбрал, сакаш да програмираш, сакаш да швајцуеш, да чукаш, да се заебаваш, а денеска едноставно викаш ти ебе ми чекич и компјутер и ова и она, што значи дека се ова сосема нормално, само драг мој пријател ти дошло до фаза на заситување. Океј, може да заслужив една водичка, а? Денес брзам, сакам да ти изнакажам на брзина, затоа можеби и ме забележуваш. Супер! Трета работа, а тоа е споредување со други луѓе. Колку е ова убиствено, немаш појма. Од мали нозе, од кога се раѓаме? Од каде ги добиваме верувањата, ако не од луѓето најблиски? Што прават луѓето околу нас, свесно или несвесно, не е битно, не споредуваат со други луѓе. Види ја сестра ти колку пишува убава, ти каков си за нигде купус ракопис. Види го брат ти колку јаде, ти едноставно гледа каков си слаб, никаков ветер ќе да дувне. Гледа го брат ти ова, гледа сестра ти ова, гледа што прави од перо син му, зошто не си како другите. Значи, ова е сосема нормално, но што значи ова? Ова значи дека нашиот мозок доволно долго време сме слушнале вакви работи, сме се споредувале со други луѓе и денес ние како нешто нормално или како дел од нашиот оперативен систем. Што значи тоа? Дека цело време ние се споредуваме со другите луѓе
и се споредуваме со конкуренција. Забораваме на едно право место каде да се споредуваме, а тоа е единственото паметно споредување, а тоа е со самите себе. Најчесто луѓето, и ова го имам два проблеми со ова, едното е, кога луѓето не се задоволни од постигнувањата, значи, уште има неликвидност, уште нема луѓе, уште нема време, како и да е, обично се споредуваат со други луѓе, јас сакам вака, он нешто прави, па копираат. И ова он прави, и јас така ќе правам. И често прават промени, мислат дека тоа што успеало за некој, дека тоа е они што треба да го направат. И тука прават 100% грешки, увезуваат роба, па после гледаат дека исто тешко било како и нивната што не знаат да продадат. Не знам, вработуваат искусни луѓе, па после не знаат што да им прават, како да се однесуваат со нив. Или, значи, копираат бизнис идеи, копираат активности, а не знаат што во позадина стои. Функционира, не функционира, не знаат кој карактер е, се природен. И што значи тоа? Дека ако за некого нешто успеало, тоа во 99% случај не значи дека важи и за тебе и дека тоа е најдоброто решение за тебе. Значи, copy-paste не постои. Втора работа која што имам проблема, ти реков две имам во врска со ова, тоа е следно. Имал 300 и 400 илјади евра промет, сме го дигнале на 1.000.000 евра промет, цел ден работел по коњ по 2-13 часа, дошол на мастермен за 6 месеци сме го дигнале на да не се појави у фирма или да работа 1 саат, 2 у цела недела, тој пак незадоволен. Не во мене, не во процесот, туку природно, како човек, не, вика, види ова другиот шо прави, не, и ова други шо, види ова, види оно и ова. Ова е нешто најопасно, зошто? Оти, слушај ме, секој Божи бизнис, односно предприемач, кој што е заглавен, кој што му згаснал бизнисот, кој што бил нешто и станал ништо, ова му е проблем. Дедо ми викаше, лаком чупек, таквото му е мера, не ти зборам што е тоа, нема смисла на камера, но што тоа значи? Тоа значи дека, ако не знаеме кај ни е границата, ако не сме благодарни со тоа што го имаме, никогаш ништо нема да имаме. Дури и во Библијата ти пишува, оној кој што ќе има, на оној кој што има, ќе му се даде. На оној кој што нема, ќе му се одземе и тоа што го има. Уште еднаш. Оној кој што има, ќе му се даде. На оној кој што нема и тоа што го има, ќе му се одземе. А Исус бил паметен, брат, не сме јајти паметни. Што ова значи, пријателе мој? Тоа значи дека, што значи има или нема? Парите одат кај што има пари. Парите одат кај оној кој што знае да ги мултиплицира. Време слободно доаѓа кај оној што знае да го употреби. Значи, парите не идат на оние што им се потребни, туку одат кај оние што знаат да ги умножат. Време слободно, уште повеќе, добива човек кој што има слободно време, знае да го цени, знае да го користи. Оној кој што не знае да го користи, оној кој што не е благодарен, и тоа време што го има, го губи. Просто вистина. Затоа, единственото споредување е паметно да се споредиме со самите себе. Затоа, Александар, секој 6 месеца имаме луѓе на мастермен кои што доаѓаат година, 2-3 кои што веќе соработуваме. Секој 6 месеца правиме вежби, 109 прашања, каде сум бил вчера, минатиот месец, минатата недела, што се променило, каков ми бил животот порано, колку време сум имал, колку сум заработувал, колку сум имал квалитетно време, како сум јадел, како сум спиел, како сум шетал, каков ми бил односот со луѓето. Значи, длабоко скенирање. Зошто? Оти ние луѓето брзо забораваме каде сме биле, ретко имаме време да размислиме каде сме сега и да бидеме благодарни, живееме помеѓу минатото и во иднина, што значи живееме во илузија. Никогаш не знаеме реално што се случува. Од тука, споредувањето со други е самоубиство од заседа. Сега ќе ти кажам. Колку луѓе знаеш кои што во твојот град мало, небитно, до пред некоја година немаше, не знам, бутици, сега има со лопата да ги ринеш. Колку познаваш теретани кои што немаше дали една или ни една, а сега имаш милиони една теретани. Дали се сеќаваш, ќе те вратам наназад, видеоклубови, ни еден немаше, милион. Еден дуќан све по 60, свите све по 60. Денеска у мода е свите се колчеви, така?
Денес е во мода сите се, не знам, онлайн бизнеси. Денес во мода е сите нешто онлайн продаваат. Поентата е следна, не трчај ко лисицата по мудата, затоа што поентата е ти треба да сватиш. Дали си лисица, дали си волк, дали си желка, дали си зајче, дали си срна, дали си што си. Значи, не е поентата да копираш што други луѓе прават, затоа што секогаш важи истото правило во секоја индустрија, во секоја држава, а тоа е 97% од бизнисите преживуваат. Значи, нема ликвидност. Не може да плати или струја, или вода, или плати, или е отворен на секоја страна. 3% некогаш во животот ќе се дигнат на 1.000.000 евра промет и само 1% од сите луѓе во светот заработуваат 1.000.000 евра на годишно ниво и нагоре 10-20 милиарда. Значи, ако ова спаѓа во светско ниво, не гледам никаква причина зошто ти мислиш у кавадарци, неготино Гевгелија Дебаркичево, зошто е нешто различно што не носи до следната и тоа е петтата, мојот бизнис е различен. Не е твојот бизнис мајче различен, во секој Божји бизнис стои маркетинг, работаш, не работиш, маркетинг имаш. Следна работа, продажба. Ама јас, Александар, не продавам, жити мајка, станеш од спиење, ти продаваш. Знам дека тоа ти е верување, се додека не го тргнеш ова дека си продавач, ништо не биде од тебе. Дури и бабите треба да бидат и мајките продавачи, зошто? Затоа што една лимунада е 100 пати поздрава него ѓубре Кока-кола, а за ѓубре Кока-кола трошиш пари и чекаш ред, а син ти и ќерка ти не пие лимунада. Значи, не е проблемот во лимунадата, не е проблемот у Кока-кола, некој не знае да ја продаде приказната, зошто да одбере ова наместо тоа. Значи, се во животот, драг мој пријателу, е продажба. Трета работа, производство, оператива, логистика. Како сакаш, изразувај се. Секој Божји бизнис мора нешто да произведе. Од инпут да произведе, да генерира аутпут. Секој Божји бизнис. Дали имаш програмирање, дали си архитектско биро, дали имаш стоматолошка ординација, дали имаш, не знам, маркетинг агенција, дали произведуваш, не знам, прозори, врата, пенџери, што год да работиш, имаш логистика, оператива. Следна работа, имаш дистрибуција. Она што си го произвел, она што си го донал на свет, она што си го набавил, небитно, ти некаде мора да го испорачаш. Дали ќе биде онлайн, дали ќе биде со трактор, дали ќе биде по голуб, дали ќе биде на лице место, дали ќе биде со камион или возило, не бери гајле, секој Божји бизнис го има овој сегмент. Четврта работа, секој Божји бизнис има финанси, како последица на претходното сработено. Значи, и ништо да наработиш ти, мајче мој, и сметководителот до 25 февруар треба да направите завршна сметка. Дури и цел живот, цела година ништо не си работил, фактура не си уплатил, нити си дал, ти на 25 ќе се сретнеш со ова, што се вика ништо, што значи дека секој Божји бизнис има финанси и петта работа, секој Божји бизнис има администрација. Сега гледај, кога ти се трудиш да бидеш октопод, бидејќи све сам знаеш, се сеќаваш првото верување, бидејќи не мора тебе никој да ти помогне, бидејќи ти кога ќе имаш промет ќе вработиш други луѓе, а всушност е обратно, вработев па ќе имаш. Кога ти велиш луѓето се неодговорни па мораш се сам, не, кога ќе сватиш дека луѓето се одговорни, но некој треба да им даде одговорност, значи одговорност и да сгреши, одговорност и да направи, што и да е. Значи кога ти ќе сватиш дека во бизнисот имаш барем 3-4-5 најмалку сегменти, да не зборам дека имаш купувачи, да не зборам дека имаш приходи, дека расходи, понуди и све останато и клучни ресурси, тоа значи, мои пријатели, дека секој Божји бизнис е идентичен и секој Божји бизнис ги има сите овие аспекти што ги кажав. Прашањето е само ти у кој свет живиш. Ако си изолиран сам со себе, мојот бизнис е специфичен, мене клиентиве се ми се вакви, никој ништо не плаќа, многу е катастрофа, конкуренција не изеде, само едно прашај се. Дали си 100% сигурен во тоа што го збориш, или всушност тоа ти е се само верувања во кои што и самиот, бидејќи долго време си ги слушал и зборувал, на крајот на денот си ги купил тие верувања од некого. Што тоа значи? Па види, многу едноставно. Ако во иста индустрија, што и да имаш бизнис, ако во иста индустрија постоја некој кој што заработува добро, има одличен живот, има фантастичен бизнис, има системи, има работно време, опуштен е секако што треба,
Тоа значи, драг мој пријателу, дека 100% си у грешка. Тоа што ти може би у моментот немаш, или не знаеш како да го направиш, или знаеш а не работиш, се може, тоа само значи дека за тебе, у твојот свет, у твојот филм, не постои. Значи, ако никој у светов нема такво нешто, јас сум управо, све си управо. И конкуренција, свет, да, криза, миза, овона. Ама ако некој има, а ти немаш, тоа само значи дека нешто работиш погрешно. Секогаш, пријателе моје, до тебе. Нема друг. Оти ти види, нелојална конкуренција ќе ми рече некој. Дори што си ти држава, па ќе решаваш. Ти дома не ги реши работиве, држава ќе ја опраш. Ама знаеш, Александар ми го изедува пазарот, кој ти го изеде пазарот, мече. Ти не знаеш удел колку имаш на пазар. Значи, дајте луѓе, едноставно, размислувајте што зборувате, оти тоа се само буквално Божји глупости, кои што ти се едноставно, буквално на несвесно ниво и најлесно е, овој е крив, не, ти си крив. Супер, сега го најдовме кривиот и што имаме од тоа? Ништо. Значи, секој бизнис е идентичен, различно е само во стратегија и различно е која тактика применуваш. Дали ти клиентите ти доаѓаат онлайн или ти доаѓаат у продавница? Дали ти имаш маркетинг онлайн или имаш офлайн? Дали користиш еден фунел, друг фунел? Дали ти едно произведуваш лонци, шерпи, тенџериња или произведуваш програма? Се е исто, пријатели. Значи, гледај го како процес, гледај го како целина, а не едноставно мојот бизнис е различен. Како е твојот бизнис различен? Па знаеш колку има консултанти со прстот уста, седа нема работа. Колку сакаш. Прашаме дали јас немам работа. Значи, за се има чаре. Одиме следна и влегуваме во делот на бонус. Морам да се намачам за да заработам. Колку е ова тешка изјава. И може би зборувам брзо, ама вредно е да те подсетам или да напоменам дека сите овие изјави внатрешни кои што ги имаме, сите овие верувања кои што ги имаме, ние за нив не сме свесни. Значи, никој не станува од спиње да рече, јас знаеш морам да се намачам за да заработам. Никој не вика, Александар, знаеш ја имам грешен образец, па или не знам што. Значи, сето ова се одбива на несвесно. Самиот софтвер во компјутерот кој што си го направил проблемот, он не е ни свесен дека има проблем, а не камоли да го реши. Значи, самиот оперативен систем не може да детектира вирус и да го поправи вирусот. Тоа може програм антивирус да го направи, чисто паралелно. Што сакам да кажам? Често луѓето забележувам дека велат, Александар, сега морам да дадам попуст, зашто знаеш сме на почеток. Александар, сега морам да му дадам на рати, затоа што сега го лансираме или не знам го продаваме овој производ. Александар, знаеш, ја не заработувам колку што треба, одам испод чекор, знаеш, да се докажам, да добијам луѓе, па да го добијам овој, па оној, па тој, па тогаш ќе овона. Како си сигурен дека е така? И дали ако имаш бизнис после 5-10 години, кај што имаш куп клиенти, го немаш денес овој проблем? Сите ти веруваат, ти зинеш и готово ти веруваат? Или мислиш дека на луѓето кои ќе им покажеш, види со кого работам ја, Перо, Јанко, Живко, Петко, фирма ИТП, ДТ, МТ, ПТ. Што мислиш ти ја на клиентиве кај им кажеме, гледај со овие 60 луѓе сум работал, еве види го, запознај го, еве слушни го, гледаш и ќе каже, кај Александар за 6 месеца дуплиравме продажба. И да го видиш и да го слушнеш, ако ти не си на ниво, јас можам, јас сакам до мене, ти ќе речеш, да, лесно му е него, ама неговиот бизнес е специфичен. Лесно му е него, ама неговиот бизнесот му е едноставен. Види, знаеш, него му е полесно, ама у програмериве има пари. Знаеш, ама него полесно му е, он работи на интернет. Знаеш, да, ама он има само 10 вработени. Значи ти ќе најдеш секогаш изговори. Не е проблем да изговорите. Значи, што сакам да кажам? Ти не треба никому да се докажуваш кој си, што знаеш. Следна работа. Ти, ако не знаеш да поставиш цена, нема никогаш луѓето да бидат благодарни за цената која што си ја поставил. Мојот прв консалтинг договор беше 600 евра. Мојот консалтинг највисок договор беше 60.000 евра. И јас ти гарантирам дека не станав од спиење од 600 на 60.000 само за еден договор, туку тоа беше процес на полека растење на цени. Но едно е сигурно, и овие што зборувавме за 600, проговаравме, и овие за 60.000
истото го зборува. Со кого сте соработувале, а колку ќе трае, а како ќе биде, а дали ова за нас функционира, дали може попуст, дали може на одложено, дали може на 6 пати. Значи, драг мој пријател, муабетите ќе ти останат. Поентата е само ти дали ќе сватиш денес или по 10 години дека проблемот е дали ти се цениш сам себе. Александар, пази што збориш. Да, пријател, дали ти доволно се цениш сам себе или сама себе. Значи, ако ме забележат денес, се што зборувам, а и изминатите видеа наназад, се врти цела приказна околу тебе. Што ти имаш овде. Значи, ако ти имаш верувања, морам сега поевтино за да дојдам до X, морам да му дадам попуст инаку ќе го изгубам, морам да му дадам на одложено, има премногу конкуренција, морам ова инаку да спушнам не знам што. Се е тоа, драг мој пријателу, твој лавиринт, во кој што јас сум сигурен. Седни, неќем да ми веруваш, жити мајка не ми веруј. Седни, погледни у портфолио, погледни по клиентите и само размисли дали тоа што го мислиш е точно или можеби си грешка. Значи, не мораш ти ништо да се убиеш на крајот на денот. Сум соработувал до сега со преку 400-500 луѓе, дали преку тренинзи, дали преку консалтинг, дали преку мастермент, небитно. 400 луѓе минимум ми помина у животот. Едно ќе ти кажам, од овие 400 има луѓе кои што заработуваат милиони кусур на годишно ниво. Добивка, не промет. Промет не значи ништо. Ти може да имаш милион евра промет, а да немаш 100 евра у джеб. Може да имаш ти и 10.000 евра промет, а да имаш 9.000 евра добивка. Значи, прометот ништо не значи за Александар. Следна работа. Запознав и видов точно што е разликата, а тоа е всушност се е обратно од што најчесто просечните луѓе мислат. Всушност, реалната слика е следна. Овие луѓе кои што имаат топ бизнис, овие луѓе кои што заработуваат фантастично, всушност немаат појма што се случува во нивниот бизнис. Сакаш веруј, сакаш не веруј. Ја ти гарантирам, од искуство ти кажувам, а немам што да се лажеме, дека најчесто луѓето кои што прават сериозни пари, всушност, реалноста е дека немаат појма што се случува на дневна база во нивниот бизнис. Имаат доверба во луѓето, секој си ја знае својата работа, се знае кој е зашто е одговорен, што мајка му бара таму. Што да има потреба да седи во тој бизнис? Значи, работа е за работник, менаџирање е за менаџер, лидерство е за собственик. Ако си лидер, што бараш таму? Значи, реалноста е следна. Ти не само што не треба, туку и не смееш да работиш премногу за да заработиш. Ако забележиш дека премногу работиш, тоа само значи дека или не знаеш што работиш, или не работиш клучни задачи. Крај. Повторно ќе ти кажам, или не знаеш што работиш, или работиш грешни задачи. Еве ќе ти ги образложам и двете работи, да не ме сватиш погрешно. Кога реков или не знаеш што работиш, не знаеш да работиш, мислев следно. Ти може да бидеш супер оперативец, да програмираш документација за јабанција, но тоа не е бизнис, пријател мој. Ти си нашол своје работно место. Сега немаш газда жика мика перо, туку сам си нели газда, ама всушност, пошто немаш некој на глава да те контролира, ти трчаш све сам и сам, пријателе мој, работаш. Не викам дека е лошо, само нека не биде цел живот. Оти погледни во твоја конкуренција и окружување кога веќе се споредуваш, погледни некој што е во твоја индустрија што води сличен на твој бизнис, дали има на 60 години таков човек, небитно маж жена, и колку е среќен, дали му е окей, дали ужива, дали доволно заработува, дали има слободно време. Ако најдеш таков човек, супер, продолжи како него. Но јас ти гарантирам, ова го работам секогаш со луѓето, никогаш не креваат рака да знаат една личност во нивна индустрија која што има 60-65 години, а се си е стокмено и он не треба да работи. Што ова значи, пријателе? Тоа значи дека некогаш попаметно е да знаеме што треба да престанеме да работиме, отколку што уште да дотуриме. И втората работа, кога реков можеби работиш, но работиш грешни работи, токму се надоврзува на ова што го зборував претходно. Тоа значи дека можеби ти супер си активен, проактивен, чудо работиш, но прашањето е на крајот на денот што работиш.
Со луѓето на Mastermind секогаш правиме вежби, а тоа е свесност. Една Божја недела, две, он шета со листи пенкало. Листи пенкало и запишува. Имаме и на вежби на компјутер, може или на мобилен да запишува, но обично запишува. Шо пишувам? Станав у 7, бев на кафе, пишуев ова, праќав фактура, бев на кафе, ми дојде овој, правев тоа, бев ова, однесов тамо. Кога ќе погледне за недела две што работал, кога ќе им кажам, окей, сега штиклирам и со црвено, што од ова ти е врзано со бизнисот, што од ова ти се непотребни работи, знаеш што заклучуваат? Ја те повикавам ти ова да го правиш. 90% се однесува на глупости. 2 сата пиел кафе, 1 сат правил муабет на телефон, 3 сата носел роба, 4 сата се расправил со луѓе, 5 сата однел дома деца, вратил назад, однеси ручек, донеси доручек. Ти си утепан, брат, од работа, ама прашањето е колку работиш ти за бизнисот? Реално, бизнис работи. И ќе вика после, Александар, ти немаш, знаеш, ја немам време. Многу е чешит бизнисот, многу тешка индустрија, кај нас се луѓева се такви, иши ти мајка, ајде на вежба пиши шо преш како преш. Па и таа една кај ќе го дадеш, треба 100 пати да го подсетиш, ајде пиши, па да ја направиш. Значи една наедноставна, мочана вежба, луѓето имаат проблем да ја направат. Кој ќе го напише, кој ќе му речем супер, имаш црвено пенкало, имам. Ајде заокружи што е поврзано со бизнис. Една проста вежба, пари сега, пари во иднина, пари нигде. 3 задачки вежбата, табела, 3 дела. Пари сега, пари во иднина, пари нигде. Да запише покрај секоја една задача што ја работал, дали носи таа задача пари сега, дали носи пари во иднина, значи дали работиме стратешки работи, или се ова што се го работал, нема пари. Најчесто, вака прават. И после века Александар се утепав ја од работа, не мора да се трудим поќе. Не бе брат, Александар работа 2 сата на ден, 10 часа неделно. Ако ја не работам 10 часа неделно, како имам образ да ги учам другите да работат само толку? Ако ја не работам по викенди или не знам што, како да ги учам со кој образ? Ај ти знаеш, остај ги цигарите, не ме гледај мене, кажи ти мајка. Значи, паметно треба да се работи, а не напорно. Доаѓаме до следната бонус. Од секогаш работиме така. Ова ќе ми кажа, црева ми се дига. Александар ќе направи анализа, ќе видиме се ова што зборувавме до сега и ќе кажа, знаеш Александар, ова све што зборува, окей, ама види, ние па од секогаш така работиме сега, како да смениме, како да направиме. Па види, ја не сум најпаметен, Ајнштајн одамна докажа дека е лудост да очекуваш да правиш исти работи, а да очекуваш нови работи, значи не сум ја најпаметен, некој ова го докажа. Што вика Ајнштајн? Ако ти едноставно секој ден доцнеш, ти ќе имаш идентитет доцнан. Ако секој ден пушиш цигара, ти си пушач. Нема малку пушач или многу пушач, ти си пушач. Ако ти секој ден пиеш алкохол, ти си алкохоличар. Нема малку сум со алкохол, значи, нели? Исто е. Ако ти едноставно водиш бизнис, секој ден исти работи, цел ден си во оператива, и ти очекуваш дека еден ден ќе станеш од спиење и више си 100% ти слободен, све луѓе во работа, ти живееш во илузија, бе, човек. Тоа не е реално, бе. Како да ти објаснам кој пола живот го работев тоа? Уште овој тренинг, уште овој состанок, уште овој семинар, станувам у Струмица да цркнем ако да лажам. Станувам у Струмица, перде како сега што ми овде завесава темна, завеса, ја станувам од спиење у хотел, викам, добро бе, кај сум сега? Не ми текнуе дали сум у Охрид или сум у Струмица. Морав завеси бе да ги тргнам, па бели завеси да ги тргнам, па да видам, у Струмица сум. Дојде период кој што едноставно не знаев кај се наоѓам. Зошто? Ај уште еден тренинг, ај уште еден клиент, ај уште ова, ај уште тоа. Ти нема крај. Нема крај, човече. Ако ти не знаеш да дадеш вредност, ако не знаеш да наплатиш, ако не знаеш да ставиш граница, оку работам, ова се мои клиенти, со овие нема шанса да работам, то ти никад ред нема да имаш. Жена ми много вика, добро бе, ги оправи други луѓе, ти сам себе не се оправи. Ти на другите им покачи да му бизнеси чуда, ти уште трчаш ко зага. Ти други не работаа среда, не работаа по 2-3 сата на ден, све ги оправи ти. Кај си бе у субота, кај си бе у недела, децава твој седа дома бе, човек. Види го Перо, стаја слика бил на викенд. Види го Жика, стаја слика на одморје. Ти? До кога? И шо, моја бе нешто чудна? Твојот дома или твојата не ти збора?
Zborabe ľudia. Ама ние сме навикнати да игнорираме. Не знаеш ти уште ова ми треба, чекај уште ова, ти мене не ме разбираш, мене клиентиве ми се чудни, знаеш сега се работи и ќе биде ова. Кого лажеш бе човек? Иста лента 20 години. Секогаш ќе има воена криза, секогаш ќе има финансиска криза, секогаш ќе има политика, избори, глупости, секогаш ќе има и луѓе што плаќаат и не плаќаат. Гледа не видиш дел од тоа, што да ти кажам друго. Значи, ако ти кажам дека во Америка не се смета сериозен предприемач кој што нема барем еден банкрот у живот, тоа значи дека едноставно кој се запознаваат, он прво прашање му е колку правиш промет годишно, второ колку правиш добивка, трето колку имаш банкроти. Ако едно од тие три немаш одговор, не те сметаат за сериозен. Кај нас ако сгрешиш производ, готово, самоубиство. Растори куќа, не биде тебе ништо, полека бе пријатели, се ќе биде. Прашањето е дали ги работиш клучните задачи. Значи, нема еден ден ќе додека не донесеш одлука, додека Александар не донесе одлука. Се ова што го работам има смисла за други? Да, има. Имаат резултат? Да, има. Зошто те го прешти? Значи зошто? Затоа што нема тебе кој да те контролира. Затоа што они имаат ментор, ја немам ментор. Затоа што некој има нивде рече, чекај оде ќе сгрешиш, доста врати се назад. Ја едноставно сум се препуштил сам на себе. Викам Александар сам со себе, значи ти немаш образ да збориш, продаваш мастермајнд, продаваш консалтинг, чуда ово, ти сам за себе не го работиш. Хајде кај менторот назад уплати таму. Па да видиш и мене како ми е тешко, не ми се уплаќа пара. Така е. Но зошто не ни се уплаќа пара? Знаеш зошто? Сега ќе ти кажа, чичо Александар. Зошто сме тешки на плаќање? Затоа што имаме работнички мајндсет. Затоа што секоја мисле се утепав од работа, се убив од работа, за да заработам X, таман ги заштедив, сега да ги потрошам. Сваќаш ли, пријатели мои? Кога имаш работнички мајндсет, 100 евра ги имаш у джеп, не ти се дава. Кога ти си предприемач и знаеш дека парите ти дошле како последица на добро сложен ум, добро сложен глава, добро сложен бизнис, дека само нормално е да ти доаѓат, ти имаш мајндсет, колку повеќе инвестирам, толку повеќе добивам. Ама и Александар има исто, треба да се види у огледало и кога ќе забележи, менторе, кажи колку треба и кога почнуваме. Многу едноставно, зошто? Јас сум човекот и ти. Па така, мој пријател, се венуваат работи, како подруго? Стани од спиење, оди на работа, врати се дома. Стани од спиење, оди на работа, врати се дома. Истиот си отишол, истиот си се вратил и ти утре очекуваш, не знам, работници, очекуваш ред, работа, дисциплина, промет пута 5, ще ти мајка од каде. Мислиш ти луѓе остануваат спиење, како да му обезбедиме на перва работа поќе, а што да направиме Живко да заработа поќе, а како да има овој Чичо Бојан поќе време, жити мајка, луѓе да не знаат сами кај тера, а не па за тебе да мисли. Имаш 10 вработени, да. По 8 сата, 80 сати денеска некој активно размислува како да работи помалку, како да заработи повеќе и како да има подобар живот. Ама ти не си у таа приказна. Не си у таа приказна, братче. Секој за себе си размислува. Душава ја степ за фирмата, душа вие треба да ја гледате кој своја. Па ти не ја гледаш кој своја, они да ја гледа кој своја. Извај од овде, купи куќа кола, не инвестирај у бизнис, не инвестирај у глава, сам си контрадикторен. Одиме следна работа. Предпоставки, ако ова, тогаш тоа, и ако нешто од све ова ти вреди, буквално ова последнова. Една работа сети се дека нашиот мозок создава предикции. Ако ова, тогаш тоа. Секогаш кога ќе се самиот кога или сама кога ќе забележиш дека го размислуваш, значи треба ова па после тоа, или ако направам вака тогаш така, само сети се дека си у лабиринт и дека тоа е твоето его, а не си тоа ти. Само да те подсетам дека улога на твоето его е да те држи таму кај што си, што значи ако носиш одлуки, предпоставки, заклучоци од страна на его, добро утро, чекај го истиот резултат. Овде ќе ти објаснам малку. Нашиот мозок е буквално исто како што работаат програмерите. Што работаат програмерите? Ако е единица, тогаш направи нула. Ако дојде нула, направи единица. Ако на улаз имаме клик, повикај се, донеси го овој документ. Ако
Ako klikneš ovde, isprintaj ovde. Ako dojde od ovde, togaš ovde. Znači, cijelo Božje programiranje, točno je neka nauka i ne je lesna rabota, no se bazira na if then. Така funkcionira našiot mozog. Zašto je ova opasno da razmisluvaš so ako, ova, togaš, toa? Znači, evo ќе ti dadam неколку примери kada se zajeba. Ako spuštam cena, će se prodava poće. Spušti cena i vide дека не се продава повеќе. Ако ја качам ценава, нема да купи. Качи цена, може би некој купил, може би некој не купил, но сигурно не е како последица на тоа. Ако не дадам на рати, луѓето нема да купат. Даде на рати, почна поќе да се продава? Не. Ако не му дадам на жени мајка, нема да купи. Супер. Но сега размисли, кога ова го размислуваш? Дали си во благосостојба, дали си во, не знам, во мир, во спокој, во благосостојба, во фино реков, нели? Или си во период на криза? Луѓето сите се арогантни. Кога ние сме задоволни, кога имаме пари, ние сме силни. Ако сака, ако не ќе добро, ако или ако ми даде 10%, ако не му земам, ако му одговара добро, кажи му, ако не, нема, има на друго место. Значи, кога ние имаме пари во джеб, ние сме силни. Што значи тоа? Кога имаме ние работа, доволно клиенти, ние сме силни, кажи му, ако сака нека зема, ако не ќе нека не зема. Значи, ти кога имаш си во благосостојба, кога ти си имаш веќе доволно постигнато, ти си сигурен во себе и комуницираш, зборуваш, размислуваш, се однесуваш на друг начин. А кога тоа го немаш, како размислуваш? Ако не давам попуст, нема да купи. Ако не му кажам ова, нема да ме земе. Ако не пратам понуда, нема да ми се јави. Ако не му дадам рабат, нема да земе. Ако не му однесеме до дома, нема да сака. Ако му скрцкам на вработениот, ќе ми побегне. Ако барам ред, работа, дисциплина, ќе ми избегаат. Ако ги качам цениве, ќе нема никој да земе. Значи, драги мои пријатели, секоја Божја реченица, која што започнува со ако, ова, тогаш, тоа, сети се дека се е во ред, дека си човек како јас, како и сите други, и дека е сосема нормално тоа што ти се појавило, но само биди свесен дека ова не зборуваш ти, ова не е твоја изјава, туку ова е изјава на твоето его кое што те држи да бидеш тамо каде што си сега, уплашен, несигурен, едноставно тамо каде што си. И затоа велат, храбрите ги прати среќата, па затоа што кога Александар ќе донесе одлука со ваков тип на луѓе, нема шанса веќе да работам, јас лепи сол ќе јадам, ама не работам со такви луѓе. Кога зборував со вакви луѓе веќе нема да јадам, лепи сол ќе јадам ако треба и стварно јадев лепи сол. Кога ја променив изјавата, со вакви луѓе нема да работам, затоа што има луѓе куп кои што ме чекаат, имаше луѓе кои што куп ме чекаја. Значи, пази што зборуваш, пази што сакаш, 100% се остварува, или како еден мој чичко Милош викаше, ќе направам куќа у Задар, па ако треба ќе умрам. Направи куќа у Задар и не виде лезет. Жива вистина. Пази што зборуваш, оти некој тебе те слуша. Следна работа. Кога зборуваме за предпоставки, ова е жив лавиринт. Што сакам да ти кажам? Кога ако нешто ми се случи во животот проблеми, што требало долго време да ги средам, било врз база на донесена предпоставка. Овој ми ветил дека ќе дојде, овој ми ветил дека ќе плати, овој ми ветил дека ќе донесе, овој ми ветил дека ќе, и ја живам во илузија, во надеж. Зошто? Затоа што наместо да ја дознаам вистината, дали стварно овој ќе дојде или нема, дали овој стварно ќе плати или нема, дали овој стварно ќе донесе роба или нема, затоа што сум живел во предпоставка, а се надеваш дека ќе, у тој случај ти, што почнуваме ние луѓето најчесто? Уште не сме ги наплатиле парите, размислуваме кај ќе ги трошиме, нели? Значи, од вамо имаш за земање, од тамо имаш за земање, овој ќе донесе, тој ќе плати, оно лавиринт, мајче ти не си Ајнштајн, баба Вања, откад знаеш како ќе се случи? Што правиме ние? На крајот вистината ја сваќаме на први. Треба да дадеш плата, треба да платиш трошоци, зебанци и све. Тогаш ја гледаш вистината. Мајко му ебем, овој не плати, пизда му матера, овој не дојде, му ебем мајката џубре, ова неблагодарно 100 пута му вршим работа, не плаќа, пизда му материна на овој 100 пати му реков не доаѓа, не ти се брат, ти е криви. Некој им дал дозвола.
Преслушај го видеото, ако се вклучи подоцна ќе сватиш сега зошто. Значи, драг мој пријател, секогаш кога ќе носиш одлука на предпоставка, само чекај да ти се случи истото ѓубре од минатото. Затоа, во продажбата, број 1 правило кој што ги учиме со сите луѓе е без предпоставки и второто, се што нема да кажеш на почеток, ќе го дознаеш на крај. Значи, ако ти на продажен разговор не дознаеш вистина, да уплаќа, да не уплаќа, кога уплаќа, кога не уплаќа, почнува, не почнува, зема, не зема, сега, а ти се надеваш затоа што сте правиле муабет, он ќе се јави, ќе се слушне, ќе прати, сам знаеш дека не е така. А доколку работите, а само ова го имате, а да ми пратиш понуда, ќе ве барам, жити мајка, ти самиот еден ден ако си у продажба, знаеш дека ова се глупости. Оти не сака да ти каже човекот, не ти верувам, немам пари, или не ми е хитно, или како и да е, па му е полесно да рече, добра, прати ми понуда, ќе размислим. Куцај ти мајче, прави понуди, циркузи, живеем во илузија, сега ќе го добијам, сега ќе има ова, сега, еве ти ги предпоставките, и ти мајче мој, ќе се убиеш од работа, ама, дали работиш паметно или не, еве ти е разликата. Зошто преска ти реков, или не знаеш што работиш, или не работиш прави работи, еве на што мислам. Кој ќе ми каже некој, прати ми понуда, супер бе, не е проблем. Хајде место да ти праќам, може сега да направиме понудата, пиши што ти треба. Па сакам да има ова, пиши, па сакам да има тоа, пиши, па сакам да има тоа. Добро, уште нешто, сакаш да има? Не, доволно е. Океј, толку ти чини. Земаш, не земаш? Скупо е. Па ти сакаш све да земеш, а да не платиш. Избаци, па ќе дојдеш до поевтино. И што се забавате, што им се плашите на луѓето? Вие сте ризикуеле живот за бизнис. Вие сте уплатиле средства, кредити, пола држава има. Вие плаќате работени, плати, чуда. Па вие имате директно помош и влијание на маса на луѓе. 10 луѓе ако имаш вработени, ти денеска 10 семејства храниш. 10 внучиња школуваш, 10 внучиња ги лекуваш, 10 внучиња свадби правиш. Може би не се тоа директно твојно на вработените. Имаш клиенти на кои што им решаваш 300 проблеми, што значи ти имаш влијание на куп маса луѓе. За тоа мала работа. Си ризикуваш живот, децата не ги виде пораснеа, 300 чуда пропусти у животов, можеше да се шлепаш за државна работа, но не сакаш, можеш да работиш да кршиш плакати за 300 евра да те заебава, ама ти одбра да водиш бизнес. Па ако више носиш одлуки, ако више имаш храброст за све ова што го правиш, па само собери буда и кажи за кого е ова и за кого ова не е. Ја кажем ме брат, мастермен не е за секого. Да, секој може да се пријави точно, ама не е за секого. Затоа што имам ограничено 10 луѓе само примам. Тие 10 луѓе, ако не се амбициозни, ако не сакаат повеќе да заработаат и да имаат слободно време, ако не сакаат да напредуваат, што ќе ми, ја ќе се молиме, че ти мајка и ти мртни, а ја мртни. Зошто викам не е за секого? Затоа што не е секогаш секој спремен. Некому му треба друго решение, некому му треба трето решение. Но на мене ја да му кажам, да, ова е за тебе, ова не е за тебе. И сега ако јас пропуштам на тој разговор, така, дали ова е за мене или не е за мене, и сега јас сватим дека по 6 месеци знаеш, ова било грешна одлука, па крив е човекот или јас сум крив? Ако поминале 6 месеци и он нема никакви резултати, гледаш дека е мрзелив, гледаш дека не сваќа, гледаш дека турниме дека нисам, па ти си, јас сум го знаел тоа уште на првиот разговор, 3 прашања, гледаш со кого имаш работа. Значи, дали тогаш ми е човекот крив? За да сватам ја по 6 месеци, знаеш, све направихме, ама човекот не работи. Знаеш, луѓето се неодговорни. Еве, ја му трубам, ама неќе. Жити мајка, не знаев ја тогаш дека овој не е за програма. Знаел Александар, пример, така, не го правам ова, но имало периоди кога сум морал да правам, тоа било на почетокот пред 10 години, или 20 кога имав предходниот бизнес, кој сум морал да преживеам, кој што морал да обстои и замишуваш, така? Но дали денес тоа морам да го правам? Имам морална обврска, но кажем, пријателе, супер си ти, у моментов, ова не е за тебе. Значи, се што ќе пропуштиш на почеток, ти ќе го најдеш на крај. Ако ти се надеваш, ајде се ќе биде кај што треба, знаеш, може ќе почне, може ќе работа, па ќе му помогне. Жити мајка. Земи ти, не знам, цојсан конј, дај му адреналин до утре, искокај, ќе стане, нели? Нема, ако е прогласена смрт, е прогласена. Значи, што сакам да кажам? Имаш луѓе со кои што ти оди со работката, супер, држи ги.
Имаш луѓе кои што се нередовни, недисциплинирани, исто зборам, клиенти, луѓе реков, нели, клиенти вработени небитно. Гледаш дека се забава, гледаш дека се наде, супер, не пуштај одма, не отпуштај никого, не брзај, не менјавај добавувачи, немој. Само седни и почни да работиш стратешки. Најди замена, пушти надвор. Најди замена, пушти надвор. Најди замена, откачи. Ако ги пуштиш одма ти супер, ама егото ти работело. Мамо, ќе го избаркам, да. Јама сега треба да работиш сам. Значи сега не ти стига денот, сега избаркај и ајде све ќе работиш. Не мислев на тоа. Туку мислев, овде размисли. Замена, надвор. Имаш добавувачи 100 пати ти касни. Ова донел тоа, не донел ова, ќе пратиме тоа и не ти кажал. Цело производство ти чека, зошто овој идиотов само не ти пратил СМС порака и немаме клинче вако. Па пиши ве пичка ти материна, така? Ама луѓето се неодговорни. Супер, иди еднаш прави муабет, 2 пати прави муабет, 3 пат прави муабет, гледаш дека не се оправа, најди замена, нека си решавам своји проблеми. Не е секогаш проблем од цената. Ја да ти кажам. Немој да трчеш кој лисицата по мудата. Овој ми дава поевтино, овој ми дава на одложено. Тоа е твој неуспех. Не е на ефтиното најдобро. Не е одложеното најдобро. Све е обратно од што го правиш. И ако нешто правиме на мастермен, лоботомија правиме. Све што мислиш е всушност обратно. Види, 9 од 10 луѓе не идат крвна слика да направи за цела година. Кого слушаш ти за здравје? 9 од 10 бизнеси се неликвидни. Кого слушаш за бизнес? Едноставно е, нели? Затоа, запишите, молам, без предпоставки. Колку поварно го сватиш, толку поварно. Ја ти гарантирам, за 2 дена ти се трансформира животот. Само престани со предпоставки. Морам да му дадам, ако ова, тога, ништо ти не мораш. Ти имаш своја одговорност, човек си жив и здрав, возрасен, немаш потреба од ова. Немаш потреба никаква. И да се чудиш. Кога ти знаеш што сакаш, одма доаѓаат луѓе што знаат што сакаат. Ако парите одат кај оние што ги имаат, ако време повеќе добива оној што има повеќе, седи се. Еве на мастермент имам куп луѓе. Ќе вработаат луѓе, се заситува. Ја менува цела компанија. Луѓето почнуваат да бидат задоволни. Секој божи ден им бараат да не има слободно место за мене, да ти треба шофер, да ти треба програмер, да ти треба за веб дизајн, да ти треба за графички дизајн, да ти треба за дрн. Зашто на луѓе? Некој не може еден човек да најде, а негде само аплицираат. Зошто? Затоа што или живееш недостаток, или живееш благосостојно. Гледаш? Значи пари не одат кај оние што им треба, туку кај оние што ги имаат. Време не оди кај оној поќе што сака, туку и на оној кој што веќе го има. Клиенти не одат кај оние што им треба, туку кај оние што ги имаат. Следна работа, вработени не одат кај оние кај што им треба, затоа што ги немаат, туку одат кај оние што не им треба. Значи, сети се дека 99% од све животот што размислуваш, реалноста е дека е обратна. И јас сум сигурен дека од се ова што го зборев, ти се ова го знаеш. Јас сум сигурен дека скоро и да ништо не слушна ново. Јас сум сигурен дека цело време мрдаш вака, само ми праќаат луѓето порака. И Александар, ова, супер. Само една работа ќе те дадам како препорака. Не дозволувај да остане на да слушнав управо си, туку прати ми порака, у DM или кај сакаш, ако сакаш ќе ме најдеш, ако не ćеш нема да ме најдеш. Значи, прати ми порака, дали од ова нешто примени, дали нешто од ова ти вреди, или едноставно не. Супер. Се надевам дека беше сосема доволно. Одиме 7 часоте и се гледаме утре во не знам кое време ќе ти пишам. Поздрав и чао.